Добар ден, почитувани, ова е стартот на уште една нова Телма амбуланта. Кога зборуваме за зависностите, често ни се чини дека проблемот е далеку од нас, но сите познаваме луѓе кои не може да се одвојат од мобилниот телефон. Дали зависностите се во релација со нашиот карактер, со нашата личност и со предиспозициите што ги носиме. Колку често проблематичната зависност од интернет оди рака под рака со уште некаква зависност, да речеме зависност од наркотични средства. Се за зависностите од денешниот разговор со професор доктор Лилјана Игњатова, психијатар од Медицинскиот факултет во Скопје, која што работи во Центарот за зависности при психијатриската болница во Скопје. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа ќе го проследите разговорот во студиото на Телма. Денеска ќе ги разјасниме најчестите заблуди, односно митови поврзани со зависностите, и ќе разговараме со професор доктор Лилјана Игњатова, психијатар од Медицинскиот факултет во Скопје, која што работи во Центарот за зависности при психијатриската болница, исто така во Скопје. Добре ни дојдовте, професорке. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Професорки, има луѓе што безгрижно пијат коктели, играат игри на среќа. Понекогаш експериментираат со психогени супстанции, сето тоа за нив е релаксација и забава. Но од друга страна има луѓе кои што ќе земат еден дим, еден залак, значи многу некоја мала активност ќе направат и веднаш ќе зачекорат во проблематичниот свет на зависностите. Можеби не веднаш, но тоа ќе биде една увертира. Од што зависи? Дали за некој се тоа ќе биде забава или пак доживотен проблем? Така е, дали ќе изгуби контролата на употребата било што да е, на однесувањето или на употребата на супстанца или не, зависи од многу фактори, внатрешни и надворешни фактори, значи. Точно е тоа дека не секој ќе развие зависност. Голем е бројот на луѓето кои имаат однесување која може да однесе во зависничко однесување или имаат употреба на супстанца која може да одведе во зависност, но не сите развиваат зависност. Значи, ранливите категории, ние велиме тие се ранливи категории, тие треба да се заштитат уствари, кај нив треба да делуваме да они не употребуваат супстанци. Прв фактор кој е ризик фактор е младоста. Значи неразвиен, незавршен развој на мозокот, кога мозокот е многу повулнерабилен и осетлив него на возрасен човек. Друг фактор е некои психијатриски, психолошки состојби, како што се анксиозноста, напнатоста, депресијата, социјалните фобии, импулсивноста, значи одредени карактери кои сакаат предизвици, кои бркаат, како велат младите, адреналин зависни деца, велат нас не треба адреналин, тие се под поголем ризик да развијат зависност која ќе почнат со употреба. Исто така семејството, дали е функционално или дисфункционално и те како влијае, дали детето е под ризик или не, дали има физичко насилство во домот, дали има семено насилство, емоционално насилство, сексуалното исто така е еден од причините за подоц на децата во адолесцентниот период, пубертетот, да почнат со употреба на супстанции, така да фактори од пошироката заедница, од тесната заедница, семејството, фактори кои може да се стекнат или вродени, некои психолошки потешкоти. А што со генетиката, доколку некој во семејството има некаква зависност? И генетиката, но и епигенетика ние велиме. Голем број генетиката сама по себе не мора да значи дека ќе се развие зависност ако некој носи материјал од предходниците своји, ако не е изложен на ризик. Или ако нема други надворешни фактори, нити пак обратно, ако некој не носи генетски материјал, ако другите фактори, епигенетски, надворешни, од надворешната средина, и те како можат да влијаат на генетскиот материјал, да го променат така да он стане ранлив за развој на зависност, па дури и иако не бил предходно генетски материјал наследен од некого, во наредните генерации може да се
пренесе. Значи генетиката игра улога, но не можеме да... клучна? Па, клучна. Се е тоа ранливост и генетиката е ранливост. Треба да го заштитиме тоа дете малце повеќе него дете кое нема генетика, но тоа не значи дека дете кое нема генетска предиспозиција, ако другите фактори кои допринесуваат за прават вулнерабилност, ранливост за зависност, дека тие нема да направат ништо затоа што оно нема генетски материјал кој е нели предиспониран за зависност. И надворешни и внатрешни фактори, и заедницата, и семејството, сите тие можат да влијат. Темпераментот, карактерот, каков ќе се формира, нели, исто така може да влијае. Психолошките потешкоти, психичките болести, значи двојните растројства, кога има и употреба на субстанца и уште некое ментално растројство, тие се поголем ризик, но секако младост. Младост е клучна. Професорке, кога зборуваме за зависностите, обично сите ние помислуваме на психогените субстанци. Тоа не е првата асоциација. Но зависност може да создаде се. Така е. И да речеме класична музика. Така или некој што е воркохолик. Премногу посвета на кариера. Сето тоа е зависност, така? Така е. Значи, дури класификацијата на болести, меѓународната класификација се промени. Новата ревизија сега која стапува на сила ги вклучи зависничкото однесување во болести на зависност кои до сега не беа во класификацијата на болести. А тука се видеоигрите за сега и онлайн и офлайн коцката, значи онлайн преку интернет коцкање и нели во коцкарници, па дури спортски игри, обложавалници на трки и така натака, тие што се на граница меѓу спорт и коцка. Значи зависностите се широко распространети во нашата култура. И ги класифициравме веќе во болест. Зависност. Имаме обложувалници на секој чекор. Така. Така имаме и коцкарници, и обложувалници, имаме и видеоигри, и офлайн, и онлайн. Социјални мрежи. Се уште не се ставени во специфични зависности другите проблематични употреби на интернет, како што е онлайн пазарење, онлайн порнографија, ексесивно. Се уште не е ставено ексесивното вежбање, претераното вежбање до болка, во теретани, шопингот, купувањето, се уште не е ставено, но во овој момент имаме можност, ние психијатрите, според класификацијата, ако сметаме дека нешто сериозно го загрозува животот, да оставија простор во класификацијата на болести други неспецифични зависнички однесувања. Но сега за сега, како болести се играњето на видеоигрите и коцката. А како проценувате дали нечија навика преминала во зависност? Па ви самите ние да направиме проценка. Така, кои критериуми треба да исполни за да го крстиме зависност, треба да изгубена контролата и покрај штетните ефекти продолжува да го прави тоа однесување или да зима таа субстанца. Наеднаш станува тоа најзначајното нешто, има приоритет, дали е субстанца, дали е коцка, дали е видеоигри, се запоставуваат другите работи, училиште, семејство. Не постои причина која ќе го натера да се откаже од употребата или од таквото однесување. Значи, вака да го поедноставам, нема доброволност и изгубена е контролата. Недоброволно продолжува со таквото однесување, дури кога сака да се опре, не може да се опре, и е изгубена контролата, не може да го контролира однесувањето, веќе не зависи од него е под власт на субстанцата или на зависничкото однесување. А колку често едно зависничко однесување води кон друго? Да речеме, оној кој што пуши цигари, дали ќе посегне по алкохол, или оној кој што пие алкохол, дали ќе посегне по некоја психогена субстанца, оној кој што користи премногу интернет
игра видеоигри, дали може би тој ќе посегне по нешто друго? Да, има двојни диагнози, како велиме, односно двојни растројства и едното со другото неретко се заедно присутни. Например, коцкањето и употреба на субстанца, оние што се коцкаат сакат да го победат апаратот, да ги запамтат бројките, да бидат добро концентрирани, значи добро помнење, да има цела ноќ да не чувствува замор и да биде буден. И употребата на амфетамини, кокаин, стимулансите, нели, прават будност, концентрација, хиперамнезија, добро памтење и често некој што почнува со коцка, потоа може да почне да употребува нели психоактивни субстанци или пак може би баз за тоа, затоа што исти структури во мозокот се одговорни, исти хемикалии кои се лачат во мозокот се одговорни, а тие што се ранливи за една зависност нема да се резилиентни, односно нема да се отпорни на друга зависност, тие се подобен материјал, како да речам, за на нив да се залепи друга зависност. Се случува да заменат една зависност од друга? Се случува да заменат, но она што денес е многу присутно, во странската терминологија они велат полидракиус, на македонски тоа би било употреба на повеќе субстанции истовремено, а сега имаме и повеќе субстанции за зависничко однесување, значи употреба на алкохол, употреба на стимулантни дроги, коцка, видеоигри, канабис, други зависнички однесувања, исто така употреба на некои психоактивни субстанции кои дават сила и претерано вежбање, теретани, ама претерано, не умерено до болка, така да имаме двојни растројства и процентот е прилично висок на двојни растројства и зависност, и зависничко однесување, но и други ментални растројства заедно со тоа, депресијата, анксиозноста, психозите и други. Велат дека еден од најголемите митови кога станува збор за зависностите е дека таа е избор, дека лицето што е зависно одбрало да се однесува така. Зошто е ова мит? Па затоа што тоа не е избор. Многу избрале да се напијат алкохол, ама не избрале да станат зависници од алкохол. И не сите, може би помал процент, не може би сигурно, помал процент развиле зависност и станале зависници. Зашто нивното би било избор, а јас ако сум се напила чаша пиво, вино или некој алкохол, моето не е избор да станам зависник. Значи не станува збор за тој избрал. Тој пробал исто како сите други што пробале алкохол, а потоа развил зависност затоа што бил поранлив. И кога зависноста ќе се развие, како што реков, тука нема доброволност. Чим велиме дека нема доброволност, тоа значи дека не е избор и против негова волја он продолжува со тоа однесување. Од многу пушачи едноставно можете да чуете, ама зашто да ги прекинам? Јас не сакам да ги прекинам. И тоа, кој знае дали во моментот е така, не е се уште мотивиран да ги прекине, но и кога се мотивирани, тоа е тешко да се направи. Што значи, иако некој е мотивиран и сака да се опре да пуши цигари, тешко му е да се опре или се опира, па се враќа на цигарите, или се опира со алкохол, пак се враќа на алкохолот. Тие се, како да речам, како сите други пациенти, субстанцата како секој друг агент што е за развој на болеста е етиолошката причина. Ако некој што јаде масноти и маснотијата ќе предизвика масноти во крвта, а кај друг нема да предизвика и тоа е под ризик за атеросклероза, за инфаркт, за мозочни удари, болни се крвните садови на срцето, овој ќе внесе некоја субстанца и овде ќе се разболи
таму срцето, крвните садови, овде ќе се распали мозокот и тој мозок ќе реагира многу различно од здравиот мозок и ќе го мотивира лицето повторувано да го прави истото она однесување што е зависничко или да употребува истата субстанца, што значи далеку е од евиденцијата и од науката дека тоа е избор, тогаш све е избор, шеќерната болест за реизбор. Сам избрал да јаде чоколадо и добил шеќер. Јас јадам чоколадо, а немам шеќер. Затоа не сме да се размислува на ваков начин, но што чувствуваат професорке лицата кога изведуваат одредено зависничко однесување или кога користат некои психогени субстанции? Што велат, зошто тоа го прават? Па затоа што субстанциите и однесувањето го така е. Делуваат на делот од мозокот кој е центар за задоволство. И лицето доживува задоволство. Како храната што ни причинува задоволство, на некои цигарите, на некои алкохол, сите субстанции и игрите делуваат во делот на мозокот кој е одговорен за задоволства. И мозокот памти, а често тоа го повторувам, запомнува што ни чини добро и не мотивира да го повторуваме тоа. Она што е интересно, тој дел од мозокот е многу значаен дел од мозокот каде што ги доживуваме задоволствата, за да знае мозокот што мораме да правиме за да обстанеме, што ни е многу важно. И таму делува храната за да не одржи во живот, таму делува водата за да не умреме без вода, да дехидрираме, таму делува сексот за да ја продолжиме нашата врста. И мозокот многу добро знае дека све тука што делува треба да се прави. Оти треба да обстанеме, треба да останеме во живот. На тоа исто место делуваат сите психоактивни субстанции. И мозокот, нега тие се измамници, јас велам, тие мозокот не препознава што е што. Вели, ова мора да се прави, ова мора да се повторува, затоа што токму во тој дел што е значаен за нашата врста да обстане и ние да обстанеме во живот, точно во тој дел и дрогите и зависничкото однесување во истиот дел на мозокот делуваат. Затоа и очигледно не е едноставно во секоја фаза од зависноста да се прекине. Дефинитивно, тоа е хронична и рецидивирачка болест. Болен орган е мозокот, значи дека хронично трае, како сите други болести, дека рецидивира, се повторува, кога не се третира и кога не се лекува, затоа бара долготрајно лекување. Не велам дека нема рекавери, закрепнување од тоа. Има закрепнување од зависноста, но можни се известни во висок процент рецидиви, враќање на болеста, како сите други хронични болести. Професорки, припишаните лекови од доктор може да предизвикаат зависност? Дефинитивно, и препишаните и непрепишаните, оние слободно што се земаат и без рецепта. Ке почнеме најнапред со препишаните, па потоа ќе преминеме на може. Значи, многу од лековите се психоактивни субстанции. Значи, може некој ненамерно да приде во зоната на зависноста. И лекарот ненамерно да предизвика, и таа ја нарекуваме јатрогена зависност. Јатрос на грчки значи лекар. Кои лекови се всушност најкритични за овој проблем? Лекови за обезболување, лекови за смирување, лекови за спиење, се ризични лекови. Значи, за обезболување кај нас висок ризик постои од тродонот. Среќа што не ги употребуваме другите наркотични аналгетици, осим тродонот за обезболување во земјата, осим во терминална фаза, кај тешки болести да ги применуваме, ама вака во секојдневна пракса не ги употребуваме, но тродонот, според мене, релативно често се употребува без да се внимава на предиспонирачките фактори кај лицата, дали ќе предизвика зависност или не.
дури и од кратко ординирање на лекот. Ако лекарот смета дека ќе го дава кратко време, не може да биде сигурен доколку не го распраша убаво пациентот да види дали он има веќе некое зависничко однесување, дали има некоја генетска предиспонираност, дали има некоја друга психолошка состојба која може би ќе предизвика он да го продолжи да го зема лекот. Значи тродонот е сериозен предизвик, бензодиазепините сериозен. Се земаат многу. Да, се сериозен предизвик. Правевме една цела емисија всушност на таа тема за употребата на диазепамите всушност. Така, бензодиазепамите малце и политиката е здравствена ги води во тој правец матичните лекари да препишуваат бензодиазепини, затоа што не им се одврзани раците да препишуваат побезбедни лекови, како што се антидепресивите со анксиолитичен ефект, со смирувачки ефект. Они единствен избор имаат да препишуваат хипнотици или седативни средства, но не и антидепресанти, антидепресиви. И кога немате избор, а имате клиент кој не сака да посети психијатар, кој има дозвола да препишува антидепресиви, матичниот лекар препишува она што може да му помогне во моментот. Но се земаат и за кај лицата со покачен крвен притисок и за некои други состојби? Тоа дефинитивно, јас имам специјализанти, колеги кои учат сега за зависности со мене и баш минатата недела имав еден клиент, вели мене ми припиша бензодиазепин интернистот затоа што имам висок крвен притисок. Јас велам, а колку долго ќе го пиеш бензодиазепинот, апаурин или диазепам, нешто такво беше, па рече цел живот. Јас му велам, упорно сака да прекине терапијата на одржување со опиоид, затоа што е опијатен зависник. И велам, бензодиазепинот го прифаќа да го пие цел живот, затоа што му рекле цел живот ќе ја пиеш терапијата, а ова постојано сака да се тргне од тој лек, што го разбирам апсолутно. И кога може тоа го правиме, меѓутоа да се препише бензодиазепин и да му се каже на пациентот дека треба да го пие цел живот, а он да е веќе ранлив за развивање на зависности, најблаго кажано, не е фер, затоа што он ќе развие зависност од бензодиазепинот и потоа тој интернист нема да третира зависноста, а за жал и ние кои го работиме тоа, знаеме дека тоа не оди. Тешко оди, некогаш е невозможно, затоа што немаме терапија која е агонистичка, која има исти ефекти, кој ќе го смири пациентот. Ќе прекине, па пак ќе почне, ќе прекине, па пак ќе почне. Ќе направи брза толеранција, ќе зголемува дозата, ќе стигне до енормно високи дози. Прекините се многу ризични, носат ризик од депресија, од суицидалност, значи самоубилачки идеи, можни се суициди, така да не сме многу среќни кога гледаме дека им се препишува диазепам, особено на пациентите за кои веќе ние знаеме дека се ранливи. А веројатно такви има многу кои ние не ги гледаме. Па и некои пациенти кои што не се свесни всушност дека се ранливи, па подоцна ќе почувствуваат кога ќе развијат некаква тоа не е нивна задача, они да знаат. Психоедукацијата треба да направиме ние, да им објасниме. Потребно да има некаков прашалник, сметате дека треба да има некаков прашалник пред да се препишат вакви лекови? Во медицината има историја на болест, се зема анамнеза и правила. Сега зависи колку ќе обрнеш внимание на тоа и дали формално ќе го поставиш и прерипаш. Често јас концентрирана на дали употребува некој од моите пациенти алкохол, не секогаш лесно се отварат да ви кажат. Ако вие на брзина правите повише ЕКГ, ехо, прашувате за срцето, за притисокот и успаат, прашите пушиш, пиеш, одговорот
сигурно може да биде некогаш и не точен, затоа што некогаш и клиентите пиењето не го сваќаат. Сум имала ситуации кои вели пијам 3 пива, додека се разбравме 3 од литро и пол била. Потоа ќе каже не пијам, ама кога ќе почнам убаво да зборам, тоа не е пиење, ако јас пијам по една чаша ракија и по една чаша вино со ручек. Значи, нивната перспектива е различна од перспектива на медицинско лице и треба убаво да се распраша. Дури кога ќе прашате, може да добиете податоци кои ако не го испрашате убаво клиентот, нема да имате представа дали е он под ризик или не е под ризик. Тука се и лековите кои што не се препишуваат. Споменавте дека има цела палета. Има лекови кои можат слободно да се земат, а внатре има, да речеме, субстанции кои се психоактивни субстанции и тие субстанции најчесто експериментаторите ќе ги откријат, па ќе ги толчат, па ќе ги шмркаат, па ќе ги продаваат и прави хемичари се. Но некогаш и возрастните, без да знаат, ги употребуваат и после некое време кажува дека стигнал до многу висока доза на лек кој слободно го купувал од апотека. Парацетамолот кој исто е достапен, го има. И тој прави седација. Ако некој не спие, се напие парацетамол, ќе заспие добро. И ако тој ефект го види, он ќе продолжи да го употребува. Сум среќавала малолетни клиентки кои велат парацетамол ми треба, а јас кога сакам да им дадам информација за парацетамолот, зашто не е добар, они велат, па зашто не може да се пие парацетамол ако те боли глава. Малолетни од основно образование деца. Зашто вели ако те боли глава не може парацетамол да се зима. И многу деца зеле парацетамол и јас на моите деца сум им дала парацетамол и никому ништо, но има деца кои се ранливи, еднаш, 2 пати, 3 пати, 10 пати он го бара после тој лек. Денеска има навистина многу достапни психогени субстанции. Не како никогаш. Хероин, кокаин, неколку други беа. Сега има навистина цела палета и од синтетички дроги. И за жал се многу достапни кај децата од училишна возраст. Сега се е субстанца. Секоја субстанца, велите вие, може да биде всушност психоактивна субстанца. Како е можно секоја субстанца да може да биде психоактивна? Па сега дури ми споменавте шеќер, магданос, улје од магданос, улје растително, друго, квасец, масла, улја од маслинка, од магданос, од некои други растенија. Јас сите растенија не ги познавам, ни раснаците кај нас, ама тие улјата со шеќер, со квасец, хемиските формули, средствата за отпушување на сифоните во кујните, ацетонот, хемичарите ги вадат формулите од тие вели природни прекурзори. Прекурзор значи субстанца од која може да се добие дрога, односно психоактивна субстанца. Значи има од разни растенија. Квасецот многу години се користел за да произведе пиво, за да произведе алкохол. Во затворите не е дозволен алкохол, но дозволено е овошје. Там улицата ќе стават вода, ќе стават овошје, ќе стават квасец, а ако немат квасец, парче лепо, затоа што во лебот има квасец, ќе добијат сангрија, вино. Така да ќе направат ферментација. Да, ама тоа се клиентите, хемичарите станаа многу значајни во нашата политика на дроги сега и ние ги уклучуваме во сите наши работни групи, во интернационалните здруженија зборувам, затоа што од нив добиваме информации како и хероин може да се добие од шеќер лепи, не знам. Хероин да се добие од овие? Затоа што хемиската структура ги
вадат формулите и прават, тие се прави магионичари, алхемичари, хемичарите. И сега затоа вели ме загрижува извештајот европски и на Обединети нации. Вели се веќе дрога, све е субстанца психоактивна, се секаде и секој ќе биде засегнат, вели извештајот. На кој начин секој ќе биде засегнат? Секој од нас ќе дојде во допир со директно или индиректно секој ќе биде засегнат затоа што веќе све е субстанца, од све може да се произведе психоактивна субстанца, затоа што многу е потешка контролата и невозможна е веќе контролата. Друго било кога имало на список неколку илегални дроги и тие се контролирале како така, подобро или полошо, но сега више нема можност таква. А затоа што од све ацетон ќе ви гледате на големи цариниците и тоа го следат во свет. Одеднаш по голема количина на средства за отпишување на сифони, одеднаш на тони по големи средства за фарбање на овие што се бандажите на тркалата, одеднаш по големи количини, не знам, на ацетон. Тоа све зборува дека нешто се случува или оние се набавуваат за дестилирање на вино, тие за домашно вино што се прават, така се прави амфетамин со тие некои средства за отпушување на сифони, не знам што све стават разни, има милион формули, не се милион, ама се 600 формули на како да се добие различен амфетамин, како да се добие синтетски хероин, односно фентанил, како да се добијат 600 типа на синтетски канабис. И сега затоа велиме се, више не знаеме што треба да се контролира. А потоа велиме секаде, зашто секаде? Сега тоа патува преку граница, патува карго, патува по ДХЛ, патува Даркнет, интернет. Порано се знаеше, на улиците дилерите, фати ги дилерите, имаш некоја контрола. Сега више и на улиците, и на интернет, и во ДХЛ поштите, и карго патува. Значи баш секаде го има и тешко тоа може да се стави под контрола. И велиме затоа сите ќе бидеме засегнати. Директно или индиректно сите ќе бидеме засегнати, затоа што таквата достапност и толку многу голем број на субстанци, мене ми е жал, ама лоши вести овој извештај за 23-та ни донесе, дека или треба да се припремиме ептен добро и да го превенираме ова кај младите луѓе, значи сериозно да инвестираме во превенција, во рано откривање, ран третман, или не ни се пишува добро. Мора нешто да се преземе, бидејќи ова застрашувачки што го споменувате, особено младите се засегнати со сето ова. А која е опасноста доколку тие дојдат во допир со синтетичка форма на некоја дрога? Дали е тоа поопасно отколку да се земе? Па видовме сега во корона периодот тоа се случи во Соединетите Американски држави. Фентанилот влезе во државата и смртноста беше огромна, многу смртни случаи. Фентанилот, например, како синтетска друга која спаѓа во истата група во која спаѓа хероинот, е 100 пати посилен. А сега вела дека хероин нема да има, бидејќи во Авганистан е забрането дефинитивно и за тоа треба да се спремиме. Се подготвуваат всушност да дојде оваа дрога сега што ја споменавте да биде помасовно. Па се очекува, тоа нема да биде веднаш затоа што забраните се сега, ама за некоја година, две очекуваме дека оние лица кои употребуваат хероин ќе се префрлат на синтетските со сличен ефект дроги, а тоа е фентанилот, а за фентанилот више знаеме колку е смртоносен. А ни во таа смисла не сме спремни уопште, ги немаме регистрирано лековите во нашата земја кои може да превенираат смрт од фентанил. Ние ги немаме ни за хероин, баш сите форми, ама нешто имаме, ама за фентанил има
депо препарати кои се ставаат мускулно како инекција, го блокира рецепторот и кога ќе земе фентанил, тој не може да добри и нема да умре човекот. Ама ни тоа го немаме, така да мислам дека све следиме ние, она што го следи Европа, она што го следи светот, свесни сме што треба да се направи, меѓутоа имплементацијата во нашата земја, политиката за дроги е многу спора и е на маргините од маргините. Децата станаа видливи по улиците, не се скриена популација дека употребуваат дрога. Ние 20 години зборуваме за тоа, програма за деца немаме. Мора да се направи таа програма за деца и јас викам дека мора, ама и превенцијата секако задолжително треба да биде вклучена, да се развие свесноста, опасностите, и ран третман. Едно нетретирано дете произведува нови случаи, затоа што децата меѓу себе се пример, си дават пример едно на друго. Тоа е можеби ние peer pressure, притисок од врсниците. 55% од децата, значи тоа се истражувања, не се од памет извадени некои проценти. 55% од децата кои употребиле, експериментирале, пробале или употребуваат дрога, самите кажуваат дека тоа го направиле заради притисок од врсник кој употребува, што значи едно дете кое не е лекувано ќе изврши притисок врз други деца и од еден случај ќе добиеме 4 повеќе или помалце, 3 или 5, сега не знам точно колку, но ќе добиеме повеќе случаи нови. Што значи ние треба да превенираме сите форми на превенција, и универзална за сите генерално, но и селективна за ранливите групи и индицирана за поединци кои се во голем ризик, но треба да правиме и рано откривање, треба да правиме ран третман, треба да направиме специфични програми за децата. Ние не можеме 70 годишни, 65 годишни лица и малолетни на исто место да третираме и се смени приказката со субстанците. Сега новите генерации земаат стимуланси. 13 години и порано имаме употреба на екстази, кокаин и амфетамин во држава во кај нас. Зборам не само во Европа. Зборам за студиите кои се направени во Македонија. Стимале на таа возраст деца кои што со родители дошле да побараат помош? Кога се отвори проблем, има деца, меѓутоа за жал кога се отвори проблем, кога се отвори проблемот со дека млади деца употребуваат субстанции, дека за нив треба третман, тогаш нашиот програм ги затвори портите за третман на млади деца, затоа што рекоа стоп, ова не е за млади, ова е во психијатриска болница Скопје и ова е за адултни, за возрастни. И ние тогаш престанавме да примаме, иначе јас се уште имам програма некои кои сум ги примила како малолетни пред многу години. Но до 20 години ние направивме публикација, собиравме сами податоци со невладин сектор. Невладиниот сектор контактираше 51 лице од 5 до 18 години, има деца од 5, од 8, од 10 години. Добивме колку социјалните служби контактирале такви лица, видовме колку во воспитно-поправните домови има, колку во тоа време Ранка Милановиќ. Значи, ние добивме бројка на деца која не беше така мала, а на крај краева епидемиолошки податоци може да и немаме добри, за жал, во земјата, но тие се видливи, ги гледаме на семафорите, на улиците, пред железничките станици со кесиња, дуваат лепак и слично. Сега една нова дрога што се јави исто од овие комбинации, многу ефтина, 10-20 центи во Мексико, основно децата од основното образование им ги растури. Мексико, извинете, Мароко. Во Мароко, во основните училишта, во составот внатре имало некои беа субстанции мешани повеќе, има посебно име како нова дрога сега, ама е комбинација од нешто што е достапно, се искомбинирале, и знам дека има и лепак
затоа го спомнувам. Така да... Што доколку дојде пациент кој што земал некоја ваква нова синтетичка дрога, која што не им е позната на лекарите, што се презема, како му се помага на тој пациент? Па добро, клиничката слика ќе гледате и ќе према клиничката слика ќе делувате, но страшно е каде ќе дојде, јас се прашувам. Затворени се портите, ние немаме програма за нив и тие се на улиците. И тие никој не ги прима и нигде не ги прима. Ние оделението за детска психијатрија вели ние не работиме зависност, па ако детска психијатрија не работи зависно, тогаш кој да работи? Психогериатрија да видиме дали ќе работи, да ги прашаме нив, дали од тие што работат со стари, можеби ќе ги примаат децата. Се знае кој треба да работи со децата. Тие деца имаат двојни расстройства, тие имаат, како што на почеток ја почнавме емисијата, тие имаат многу бројни други ментални расстройства заедно со употребата. Употребата не дошла случајно кај нив и не се развила зависност на толку млада возраст случајно. Професорке, што можеме да направиме ние како родители за да спречиме нешто вакво? Дали сме немоќни во целава оваа приказна? Јас не сакам да застрашувам и до овој извештај, последниот од 23-та, бев поголем оптимиста. Сега и јас сум искрено да ви кажам исплашена, но како родители секако можеме да направиме нешто, односно да ги заштитиме децата. Само тоа што опасностите сега доаѓаат од секаде, не се, кога порано ќе си го приберете детето до вас и е во домот, тоа е заштитена средина. Сега и тоа не е заштитена. Интернетот е опасен предизвик. Преку интернет има разни опасности. Значи, со децата треба да се разговара, да се збори, да се изгради доверба, да они знаат дека можат да споделат со нив, со нас, дека ние нема да ги осудуваме, нема да ги казнуваме, да споделуваме дека и ние сме биле млади, знаеме кои се интересите. Значи, колку повеќе инвестираме во децата, толку повеќе ќе ни вратат. Но за жал и тоа некако не е можно. Сите се растрчани по обстанок и по живот, секој со своите маки. Децата се помалце се веројатно со родителите и се по-неблиски, што не е добро. Вештините за родителство и работа со семејствата и со младите заедно на психотераписки сеанси, за жал, ги работиме кога веќе има проблем. Добро би било тоа и да биде вклучено и претходно како дел од превенцијата. Да се работи, ама секако дека семејството, системот на вредности, воспитувањето од мали нозе дека влијае. Знаете која филозофија ќе биде всадена во детето, која музика дома слушате, ќе има ефект врз децата. Јас од лично искуство ви зборувам, музиката што ние ја слушавме ни помогна да децата ја сакаат таа музика и да ги изградам во деца без никој напор на убедување да се они демократи, да се nothing to kill and die for, не вреди ништо, животот е најважен, човекот е најважен, луѓето се најважни, нема поделба на луѓето. Све е тоа од, како да ви речам, рок-н-рол филозофијата, од тоа што дома сме го правеле, слушале, зборувале, значи секако ќе изгради систем на вредности кај децата. Ако дома се зборува како да се стигне до пари, како тие да бидат брзи пари, дали ова карта ќе ми даде пари, дали ова што ќе го уплатам, ова добив, она не добив, ракија и коцка во наводници, тогаш што да очекуваме? Ако ние пушиме, пиеме и сакаме
сакаме брзи пари, лесен живот, хедонистички, нереално е очекување дека ќе изградиме силно, здраво, стабилно дете кое ќе вели човекот е прв, ништо друго не е толку важно, не можеме ние да не го вреднуваме човекот заради тоа што он бил црн, бел или жолт, па да дискриминираат, па да... Така да мислам дека од мали нозе, многу пати родителите мислат дека оно е мало, ништо не знае, но првите 5 години се многу важни. Така, многу важни. Што значи колку ќе се инвестираме во децата, толку ќе ни вратат. Но морам да признам дека сега е потешко него порано. Така, родителството е потешко од било кога, но сепак мора да се инвестира во децата и да им се предочи сето она што е опасност и кое што ги обкружува. Професорке, ви благодарам многу за вашето денешно гостување, што ги нотиравте проблемите кои што се дел од нашето секојдневие и воопшто не се за подценување. Не се за подценување, се сериозен слагам. пристап, сериозна превенција и сериозно решение. Треба да се насочиме, така е. Превенција, рана интервенција и третман за младите и децата и не знам дури како и досега никој не чувствува одговорност за тоа што малце инвестираме во оваа проблематика. Се надевам дека ќе се разбуди одговорност. Еве после оваа емисија ќе направиме уште неколку со кои што исто така ќе биде потенцирано ова како проблем. Ви благодарам уште една за гостувањето. Ви благодарам и јас вас. Почитувани професор доктор Игњакова, психијатар, беше гостинка во студиото на Телма. Ви благодарам на вниманието со кое што не следевте. Пријатно.